Гледате политиканти, јас сум Борија Њемановски. Јас сум Сашо Ордановски. Избори се така? Па не знам така, нешто го ја некоја нервоза, некаква. Има муаве. Има муаве. Не, на тема избори. Прво, имаш што кажеш за изборот на Мицковски за носители на листи? Па изборот е тој, Борен, тоа што го говориме со недели, со месеци. Таму нема никакво изненадување, тоа се главно кадрите кои што беа кадри и за времето на власта на Груевски. Не очекувам дека ништо ново ќе слушнеме и од ова што досега го гледам. Забележувам дека ВМРО има една многу дисциплинирана кампања, самиот Мицковски има многу дисциплинирана кампања. Тој практично до сега не гледам ни една поголема грешка што ја прави. Сега додуши кампањата не е почната се уште, меѓутоа дури се воздржува и од тие, он има нервозни фази кога знае да кажува работи кои што немаат врска со ништо, меѓутоа го гледам прилично е дисциплиниран во сето ова што го прават. Мислам дека медиумскиот апарат им работи многу подобро. Кога ќе ги видиш производството, мислам, они генерално произведуваат само црни вести, ама тоа им е политиката, да кажат дека ништо не чини. И тоа продира во јавноста, многу се во таа смисла настојчиви, или е тоа може би резултат на распадот на медиумската кампања на СДСМ пред се. Мислам дека СДСМ има најслаба апаратура во таа смисла, а влегуваат во кампања, дури мислам дека и ДУИ се во таа смисла подобри, па и овие останативе. И тој дисбаланс го гледам. Види, ја мен некако, морам ти кажам, изборот кои ќе бидат носители и така натаму и тој настап, нивни таа црна кампања, критика, опозиција, знаеш се. Да, се разбира. И имам една дилема. Која би сакал стварно да ја слушнам од ВМРО ДПМН, а која не сум ја чул до сега никогаш. Мицковски со Груевски е скаран, влегува во кавга и тој потесен круг околу Мицковски, кои се сега носители на листи и така натаму. Но таа кавга, колку што знаеш, е сведена на доста персонални, во неа нема ништо идеолошко. Она што мене ме интересира, а не знам дали ќе се случи, додуше знам, мислам дека нема да се случи, е Мицковски да се огради од оние политики на Груевски кои навлегоа многу длабоко во сферата на демократските вредности, во смисла на, нели, слободата на изразување, слободата на медиумите, која беше очајна во тоа време, до степен на квалификација од Европска комисија дека станува збор за заробена држава. И во таа смисла, не знам, мислам дека би било продуктивно за Мицковски, особено ако сака да ги мобилизира овој голем дел на гласачи за кои сме зборувале, 50% кои што не се изјаснуваат, што уште не кажуваат за кого ќе гласат и така натаму, дека се оградува од тој тип на политики. Дали тоа ќе се случи, јас тука во тој контекст, кога ги гледам носителите на листи, не гледам некој од нив што тоа ќе го направи. Мислам дека е важно. Борјан, мислам дека е погрешна таа проценка, не затоа што не е така, туку затоа што мислам дека не му е тоа ни амбицијата. Нивната кампања е тие што размислуваат да си останат дома. Значи, не е нивната кампања да придобие некои кои што се мислат со тоа што ќе промени дел од своите стратегиски насоки. Не, напротив. Нивната кампања е тие да ги убедат да не излегуваат на избори. Да излезе нивното традиционално гласачко тело, затоа резултатот нема да им биде спектакуларен, значи они нема 300 и нешто илјади. Па да речеме дека сегашните анкети се такви. Ама тоа не им ја врши работата која они нивната цела вика 67 дури. Сакам да кажам, ако сакаат да го мобилизираат, ако сакаат навистина да качат во гласови, бидејќи види, реално има луѓе кои се разочарани од СДС заради многу објективни ситуации, последното пасошите, кое не знам како ќе се правда во изборна кампања, но од друга страна имаш гласачи кои, како ти кажам, стварно не би сакале да го видат груевизмот
назад на сцена. Јас мислам и понатаму дека не му е тоа целта, дека целта му е тие гласачи да останат овој пат дома, да не излегуваат, затоа што тие ако излезат би гласале за СДСМ или за тој тип на политики, мислам дека прават се да им ги изголемат причините да бидат разочарани и така натаму. Гледаш дека е целата кампања дека апсолутно ништо не функционира и така натаму. И за тоа имаш многу примери што може секојдневно да ги вадиш, затоа што ако ја смена тоа насока прва е веќе доцна за тоа. Сега е тоа веќе доцна дистанцирање да настанува од груевизмот, не само од Груевски, бидејќи така ќе ги изгуби овие што веќе ги има на своја страна. Затоа што политиката на ВМРО е да зафати што повеќе десничарски до радикални ставови. Тие го гледаат, тие мислам дека веќе него не гледаат СДСМ како противник. Нивниот главен противник кој тие го идентификуваат е левица, затоа што мислат дека левица има капацитет да им зима гласови. Они кон СДСМ имаат само политика, барем од ова што е до сега. Нека кажат Енвер Хоџа да идеме и ние на гробот на Енвер Хоџа. Мислам, ако сега се таквичат... Немаат потреба од тоа, немаат потреба од тоа, но не гледаат дека СДСМ ќе се зајакне за да им зима од нивни гласови или од независни. И настојуваат само да ги чуваат дома, тие да бидат разочарани, тие да не излезат, за да можат со ова што е де факто нивни гласачки модел и вредности да си ги опфатат своите. Чисто види, окей. Затоа не излегуваат воопшто во такви излети. И ова што говориш ти за слободи на медиуми, за слободи на вакви и такви, не има на нив темата. Види, Сашо, она што е факт, фино е да се подсетиме. ВМРО голем број на гласови во услови на демократски избори, добива кога се презентира во јавноста како една пристојна демохристијанска европска партија. Во таа смисла, например, Мицковски во ИПП беше пречекан добро. На конгресот на ИПП би сакал да потенцирам, едно од темите беше дистанцирање од авторитарните тенденции. Сакам да кажам дека тој тип на политики кои се зајакнуваат барем во овие традиционалните групации во Европа поради налетот на авторитарните тенденции и екстремната десница, мислам дека на Мицковски му било од корист да го фати тој воз на демохристијаните и на неговото семејство и ИПП. Но се види, тоа е, тоа си разговараме ние, не е тоа... Се разбира. Види, во принцип, двата најголеми фактори за мобилизација и за мотивизација, за мотивирање пред избори, секогаш били и ќе останат стравот против надежта. Значи, луѓето излегуваат масовно да гласат кога се или многу уплашени, или кога имаат големи надежди за иднината. Да. Тоа што ВМРО сега го прави наназад години, тоа е таа добра, да кажем, стратегија што е добра за тоа што се нивните цели, се разбира. Е толку многу уплашување на народот со овој тип на гласачите, со овој тип на идентитетски проблеми, ќе ја бидели Македонија, се распаѓа, ништо не чини, крајот на светот доаѓа многу брзо, за да луѓето кои имаат надеж дека се доаѓање, гледаш, играат на двете. Ама значи, надежта не ја даваат. Не, ја даваат затоа што велат не се грижите ние која ќе дојме власт, овие теми кои што се врзани за идентитетот, ние ќе ги штитиме. И секогаш ВМРО и кога освојувала многу гласови, било на линија, ајде да не кажем секогаш, добро, ние сме имали многу често воредни ситуации во Македонија во гласањата, воредни во смисла вакви кризи, онакви кризи и така натаму, често пати безбедносни кризи и така, но во принцип она што недостасува како опозитна една кампања од страна на власта е всушност влевање на надеж. Бидејќи нивните постапки се такви што голем дел од овие кои што не би излегле да гласаат, не гледаат надеж во нив. Од друга страна, стравот функционира и потоа надежта која што се нуди дека ќе го ремедира стравот е тоа што ќе извади масовно поголем број на луѓе да гласаат за ВМРО. Тука се допираме до темата на Европска унија, но пред тоа би се задржал на изборите. ВМРО истапи вчера или завчера видов изјава во врска со образованието. Мислам дека тоа навистина би бил прав повод од таа тема да се отвори сериозно. Пак
зборуваме сашто теоретски, нели? За жал изјавата која не знам, може се случува и нешто друго, тоа беше во на што е пренесено како наслови, дека во образованието дека ќе направат се за да учениците имаат на први учебници, као тоа треба да е breaking news. Тоа што оваа влада ја забрља да нема учебници на ова, па сега да го вратиме, тоа е една, како ти кажам, тоа е by the book должност на институциите да обезбедат како што издавање на пасоши должност, без разлика кој е на власт, која партија, апаратот треба тоа да го произведе. Сакам да кажам дека и ние сме го говореле тоа, јас и ти, дека за држава каква што е нашата, мала една држава, која се наоѓа во ваква состојба каква што се наоѓа, кога говориме за корупција, кога говориме за одговорност, кога говориме за интегритет, клучна работа е образованието. И би било идеално, би било пожелно, би било, ја би сакал тоа да го видам, да се настапи на изборите со сериозна програма што е планот со образованието. Бидејќи ова образование, вакво какво што е, кој го констатираме секоја година, дека е на дното на сите дна, на сите меѓународни рангирања, не носи во пропаст. Значи, ако нешто може да не однесе во пропаст, е да продолжи овој тренд на производство на уствари неефикасно писмени луѓе кои good for nothing, луѓе кои знаат крстословки да решаваат. Како кажам. Тоа е висока. Да речеме, види, шега на страна, мислам, јас сум под една импресија од мојот престој во Финска, каде што го правев тој филм за нивниот образовен систем, го барав одговорот зошто финците имаат најдобро образование. Може да се погледа, се вика фински рецепт, за жал мислам, не за жал, на Ал Джазира каналот, не е на наш канал, но може да се погледа и гледам по реакции го доста луѓе од образованието го гледали, сите викаат, тоа е тоа што ни треба. Значи, има повеќе модели. Мила Царовска отвори нешто, но тоа потоа се забрља, не знам што се случи. Но овој тип на развивање на критичко мислење, други методи, учење на младите на медиската писменост, што е, например, еден од приоритетите во финското образование. Подобрување на социјалниот статус на луѓето кои работат во образованието. И тоа, пази, во Финска, најшто ми направи впечаток. Они се некаде, кога говориме за плати, во просекот на OECD. Многу земји во Европска унија, например, имаат повисоки плати во меѓуобразовниот кадар. Но во Финска, да речеме, кога ќе речеш дека си ти наставник, професор, учител, што да е, тоа е статус на престиж. Од 10 кандидати, еден влегува. Тој тип на... Се разбира, тоа е процес кој они го започнале некаде кон крајот на 70-ти години, нивните социјалдемократи го отвориле, но постигнале консензус со десницата и од тогаш тој консензус се држи, се разбира дека се модификува, системот се апдейтува, како се носите, например, јас кога бев, тогаш во курикулумите влезе медиската писменост како еден од императивите. Тој тип на политики, тој тип на дебата во јавноста е стварно, сега е времето, но пак ова се list of wishes. Апсолутно е. Значи, не постои шанса да добиеш избори на тема образование. Зиро. Не постои шанса да добиеш избори на тема култура. Зиро. Особено во девастирани земји каква што е Македонија, не говорам јас економски девастирани, бидејќи не е тоа девастацијата вистинска, духовно девастирани. Па тоа што дека не плачат овие што седат по кафани цел ден и викаат нечини државата ќе пропаѓа,
ова се темите кои здравството, образованието, значи, културата на се тема темите здравство кои треба. можеш да добиеш избори на тема здравство. Тоа е едно од темите на кои можеш да добиеш избори. Но ова што седат по кафани ќе продолжат да седат по кафеани и никогаш нема да излезеш во позитива на избори ако кажеш јас ќе го реформирам образовниот систем. Значи, ние овдека особено на овие избори сме се уште врзани за идентитетски теми. Па ти гледаш ли дека главните, не знам, на Дуи главното ова е албанец председател да се бира во собрание. Ти знаеш дека им пропадна кога прогласија дека се зелена партија. То се истроши за 2 недели, бидејќи нема на таа тема добивање избори. Овдека теми како што се состојба со природата, состојба со образованието, состојба со културата. Пази, тоа се инаку теми кои што се блиску врзани до идентитетските проблеми, доколку тоа идентификува дека ти е главен. Тоа е идентитетска тема. Меѓутоа, тоа се решава на поинаков начин во јавноста. Они сакаат ред, работа и дисциплина. Не сакаат развој на подобро образование. Прво, со овие податоци што ги имаме за состојбата со образованието, види, тоа сега не се однесува на Македонија, ама ќе го кажам, бидејќи може и така да се. Ти не можеш од прост народ да бараш дека ќе го цени образованието. На прост народ треба да му даеш проста понуда. Ама не, Сашо, види. Ако е таква ситуацијата за каква што разговараме, дека е во однос на тоа дека сме на дното на сите табели меѓународни и така натаму. Тоа се инаку програми кои што владите треба да ги прават меѓу избори. За да, кога ќе се видат резултатите за евентуално 2, 3, 4 години од некакви реформи, па тоа го земеш како некаков коњ за тркање, мал дел за наредните избори. Сега да излезеш со добро обмислена програма за образование, па 90% од народот ќе се изнасмее. Да, ќе ги добиеш тие 5% и ќе си останеш у опозиција. Сакам да ти кажам, не си го арчи муабетот воопшто. Овдека се уште темите па нема друго што да се каже осим овој тип на простачки аргументации за идентитети, за преговори со овие со онија, ќе го украдат ли јазикот, ќе ни го украдат ли... Нема. Второ, Борја, на тоа е таа тема и твоја и може би повеќе и така натаму. Јас не папнам во регионов. Во последните 30 години сите земји да ги земеш. Ниедна земја нема пример на избори на кој што победила партија која се залага за евроинтеграција. Значи, сите партии кои што се, сакаш ли Бугарија, сакаш ли Македонија, сакаш ли сегде. Па не е така, не би се слушал. Еве јас ти кажувам дека ниедна партија која што се залагала за сега Бугарија членка на Европска унија. Ти кажувам додека се кандидира, сите партии кои што беа на власт и се залагаа за реформи ги губеа изборите. Сите, секогаш. Добро, партијата со некои исклучоци, ај сега не можеме да се сетиме. Да не се враќаме на партијата на Европската унија, нема бугарскиот цар кој ја направи партијата, ја доби на европска агенда. Не е точно. Бугарскиот цар ја доби партијата, ја доби власта на тема против криминал, против корупција, против бившиот систем. Не ја доби он. Да, тоа одеше во насока на европската агенда, меѓутоа се слупа по тоа заедно со сите, како да кажем, кога почне. Знаеш зашто е тоа така? Затоа што партнерот во таа приказна ни е слаб, а тоа е Европската унија. Тоа е точно. Партнерот е тој кој што не знае да поддржи, не знае да испорача, доцни, менува услови, има дупли стандарди. Многу од тоа е разбирливо. Ја не викам дека се они злонамерни и дека тоа намерно го прават против ова. Меѓутоа тоа е таква приказна во која што факторите кои не можеш да ги контролираш се вон твојата контрола, седат у Брисел. Па добро, ти се молам, еве, сега Брисел отпочнува преговори со Босна и Херцеговина. Да. Па како да реагираат, еве да речеме, луѓето не само во Македонија, со целата честитка за Босна и Херцеговина. Како да реагираат во Албанија? Па Албанија се држи на страна, ја кочати заради нас, како што нас не кочеа заради нив и така натаму. Сега Босна влегува во преговори, за која ќе се согласиме или дека е, да речеме, веројатно во најдобра смисла полуфункционална држава? Види, Сашо, види да ти кажам сега, влегуваш во еден дискурс кој ја го нарекувам однесување Калимеро нема правда, види. Така е како што е. Да. Европската унија е во криза. Тоа е факт. Европската унија под налет на крајно авторитарни тенденции, крајно екстремно десничарски тенденции, ситуација со Русија која е
многу лоша, која не се знае кој, каде, како, не се знае што ќе биде со нивното партнерство со Америка после изборите. Европската унија во криза. Тоа сме го говорели. При тоа не значи дека ние треба да се откажеме од таа цел, ако се они во криза. Не спориме ние дека треба да се откажеме. Јас само ти говорам дека партнерите во Брисел ти се слаби. Од друга, точно е тоа. Тоа е проблемот, што ти овдека ќе се заложиш, ќе изгориш на една агенда, ќе направиш во право си бил, не си бил во право, добро си ги правил, не си ги правил добро. Од другата страна не добиваш потврда, во Македонија европската агенда е изгоре Макрон со одбивањето кога ја измисли новата стратегија на проширување. Кој било? Значи тој не е кој било, тој е главниот глас во Европската унија. Се согласувам со тоа. Но сакам да кажам сега, види, од друга страна, ова одлука Босна да почне преговори е сепак одлука која е некаков сигнал дека тој процес на проширувањето е жив. Види сега, ти ќе кажеш, ова што го видиш Босна и Херцеговина, проблеми и така натаму. Сашо, 78 година Грција, 81 влегува во Европска унија со негативна препорака од Европската комисија. Влегува затоа што е геополитичкиот момент таков каков што е. Во тоа време им треба Медитеранот да биде под контрола на НАТО, се плашат дека русите и можат да го зафатат тоа бидејќи е јако комунистичкото движење во Грција и ја ставаат Грција во Европската унија во 81 година. И истото се случува 4 години подоцна со Португалија и Шпанија за да не се вратат кон диктаторските режими. Сакам да ти кажам, сега го имаме отприлике тој контекст заради војната во Украина. Европската унија го праќа овој сигнал на проширувањето. Иако сега има друга приказка која ќе се направат математиките, особено за приемот на Украина, која ќе се направат математиките па во делот на земјоделието, бидејќи Украина е огромно земја. Таму трошоците, тоа ќе биде тешкиот дел од приказката нивна. Но ова одлука сепак за Босна охрабрува. Сега, кои ќе бидат консеквенците, јас тука би се навратил на нас. Бидејќи пази, значи ќе преговара Црна Гора, преговара Србија, ќе преговара Босна. Остануваме Косово останува вон процесот и ние и Албанија заради неприфаќањето на уставните амандмани. Сега Босна почнува, ние барем имаме конкретна причина, не ќеме да ги прифатиме уставните амандмани, сметаме дека дупли стандарди не е фер и така натаму. На Албанија како ќе го оправдаат тоа што седи во пакет со Македонија и не може да мрдне понапред, а Босна ќе почне преговори. Мислам, па исто ќе го оправдаат како што ја раскажува с приказната за Грција. Европска унија може се да оправда. На Албанија и го кажуваат тоа неофицијално, не можете да мрднете напред, бидејќи не можете да одите пред Македонија во преговорите со Европска унија, бидејќи на тој начин ја дестабилизираме Македонија заради албанскиот фактор во Македонија, кој може да помисли дека албанците во Албанија имаат поголема перспектива отколку албанците во Македонија. Ако е така, дајте тогаш друг модел да договараме за Македонија. Така што тоа на Албанија им се кажува, за жал, второ јас не сум против тоа Босна да секоја добра вест е добра вест. Сега имам другата закон. Немам ја против тоа. Значи сигналот за почеток на старт на преговори за Босна апсолутно не значи дека се као Албанија и Македонија што сака нека прави, Албанија ние ја држеме залепена. Не. Ја мислам дека оваа одлука за на Европската комисија Босна да почне преговори за членство, значи дека ќе се зголеми притисокот врз нас. Биди практичен, па кажи ми што тоа значи, бидејќи Не знам. Па не само што не знам и јас, туку гледам дека ништо не значи тоа. Во која смисла ти кажувам? Значи, тоа мислам дека нема да биде дел од изборите, но мислам кој да ја направи новата влада, дека ќе има сериозен проблем со тоа. Ја мислам дека не.
Јас мислам дека дека не. Поготово Никој нема да има никаков сериозен прозвод. Од Брисел никаков сериозен програм не гледам за која било влада во Македонија која решила да не ги отвара преговори. Поготово по оваа одлука за почеток на Босна да почне преговори. И што ќе биде притисокот врз Македонија, да речеме опозицијата ќе направи влада и како ќе ја притиснат? Па ти гледаш дека и во вчерашните, во денешните вести тоа е веќе завршено, значи они одат на ново отворање на рамката преговарачка со Франција и со Европската комисија. Значи тоа ниво него ни дискутираат ние со бугарите, нема повеќе што да преговараме. Ќе одиме на реотварање на преговарачката рамка. Еве јас тебе те прашувам како експерт за тие работи. Кои се шансите Европската унија да промени рамката? Јас дури не говорам кои се шансите во смисла дали таму знаат, не знаат што е проблемот и така натаму. Просто механизмот кој е тоа да се направи. Не види, ВМРО ДПМН многу добро знае дека нема да се промени таа рамка. И они одат на варијантата преку Орбан да се притисне Бугарија на некој начин да се уцени во некој од тие, пошто Орбан е вешт во тие уцени. Никаква можност нема Орбан ништо да ја уцени. Добро, јас ти кажам кој е планот. Бугарија да се некако уцени да прифати некоја од пресудите на Судот за човекови права. Што во суштина, пази, во суштина нема да го промени она зашто тука се создаде масовна хистерија, односно дека преговорите и овие за историјата, дека историската комисија паралелно ќе треба да работи. Таму нема да има помак. А таму можат евентуално да добијат што не би било лошо, не знам, ето идејата на Ед Джозеф, американците да се вклучат во преговори, да се вклучи Обединети нации, како што е случајот со германско-полската комисија за историски прашања. Тој тип на детали можат да евентуално избоксуваат, не знам. Но преговарачката рамка сама по себе нема да се промени. Бори, јас не сакам да бидам тврдоглав, мислам дека шансите за ова што говори се нула. Не, Сашо, јас не знам, јас не ги кажу, јас не види и бидејќи се шансите нула, нема да има никаква можност за притисок дополнителен. Ќе има, јас сум сигурен дека ќе има многу реторика со разноразни еве само ние, еве сега и како што и до сега е таа реторика, само со една друга проевропска, а ова ќе биде промакедонска, проидентитетска реторика, на крајот, Борјан, на крајот, секоја анализа ќе заврши како и да правиш со најдобрата намера до влошување на меѓуетничките односи во Македонија. Значи, за таа ситуација може да разговараме кои какви компромиси ќе прави кога ќе дојдеме таму. Затоа што тоа веќе не е ситуација во која што Брисел ќе биде главниот. На пример. Но до тој момент, а тој момент не мора да биде, јас не мислам дека тоа ќе биде нешто неопходно драматично и така натаму, но на крајот од краиштата, која ќе поминат уште години, а приказната нема да се мрдне, порано или подоцна ќе се отворат други прашања. Сашо, на пример, тогаш ќе има друг вид на попуштање и друг вид на протисоци, нема да ги прави Орбан. Мислам се надевам Орбан нема ни да биде жив во политиката кога тоа евентуално би се случувало. Тоа не е сакам да ти кажам, тоа не е толку далеко за тоа за ти што зборуваш, а друго, нема да заборавиш дека во овој планот за развој на Европска комисија има 1 милиарда за нас. Тоа не се мали пари. Тие пари, ако добро слушна, сигурно слушна, па нема изјава за развојниот план во која не се вика ако земјата на европскиот пат. Јас не мислам дека е тоа драйвот на нашите политичари. Јас не мислам дека е тоа морковот со кој што нашите политичари би ги натерал да променат одредени фундаментални политики. Сите они можат без таа милиарда. Како што и досега издржуваат без милиарда, апсолутно сите може да продолжат без таа милиарда и тој тип на кероц, тој тип на моркови не функционира. Овдека е секојаш прашање стапот колку е долг. Бидејќи јас ти велам дека не гледам стап во рацете на Брисел, кој знае од кога, освен во ситуација за која што е оваа непожелувана ситуација за која разговараме, да дојде до евентуални тенденции на дестабилизација. Но тогаш не е Европска унија во Брисел тој кој што ќе биде главниот преговарач на масата.
Ќе видиме кој ќе биде и ќе видиме дали ќе биде, бидејќи многу од факторите се несигурни и многу од картите се отворени. Ти си песимист. Јас мислам дека нема да дојдеме до таму. Песимист, јас сум реалист, бе, мислам дека нема да дојдеме до таму, нема да дојдеме, затоа што мислам дека и кој да ја преземе власта ќе биде доволно реалист и одговорен да знае што би можеле да бидат последиците. Јас кажам, не мислам дека ни лажат овие што сакаат да превзимаат власт. Луѓето отворено секоја вечер на 5 дебатни емисии те кажуваат дека не мислиме ништо да направиме. Ма добро, па не, ја не реков дека лажат. Значи не вика тони, не вели, не знам, некој таму од опозицијата, не се секрете, ние кои ќе дојдеме за година дена. Зашто они ќе пробаат? Ништо нема да пробаат. И тоа го кажуваат отворено. Бидејќи тоа што они го предлагаат да го пробаат, и они знаат дека не функционира. Тоа е само купување време. Меѓутоа, види да ти кажам, Боре, многу е убаво да купуваш време кога си на власт. Тоа е на нив целта. Не име на нив целта да неопходно дојде до промени на политиките. Они ќе бидат на власт. Бидејќи сакаат да дојдат на власт и види, знаеш како, ВМРО ДПМН е историски погледнато секогаш како да имало повеќе желба да е на власт отколку овие други. Секогаш биле, дури и кога се во опозиција, се со поголема желба да дојдат на власт отколку овие други. Не знам, ова е сега една вако дракав и стресена проценка, ама така некако луѓето се по добро, бидејќи се помалку демократи, бидејќи таму уопште нивото на дебата е пониско, одлуките се носат во врвови и не се носат после широки, не знам какви разгледувања на ставови и така натаму, и кај нив ефикасноста е секогаш поголема отколку во затоа што е еден човек одлучува. Сева во СДС имаш неколку групации, па секој влече на своја страна и резултатот е тоа што е на крај. Но сакам да ти кажам дека во таа смисла да не се надеваме дека ќе дојде до некакви големи промени. Што ќе се случи практично? Сашо, на крајот мислата јас не прогнозирам. Јас го кажу, ја се обидувам да го нацртам контекстот. Ама контекстот го знаеме. А сега, добро, контекстот го знаеме. Значи, одлуката за Босна, старт на преговори е нов квалитет во тој контекст. Тоа сакам да го кажам. Па сега да видиме дали. Добро, е некакво предвижување за регионот, и ако тоа се разбира со Босна ќе трае исто така со децении, веројатно. Мислам, ова е на крајот од краиштата една многу символична одлука. Но, секоја наредна власт, која и да биде таа, а особено ако дојде до промена идеолошка и партиска од ова што е сега, ќе мора да се фатат за горливи теми за кои што ќе мора да испорачаат решение. Тоа не е образованието, не се грижи, никој не се секира за образованието. Не е ни културата, исто така. Тоа ќе си тера како што си терало, малку со ваму таму некакви излети и можеби подобрување, влошување, тоа не е важно. Ќе мора да се бават со судството. Бидејќи судството, за да спроведат конечно својата агенда, ќе им биде важна алатка. Значи, има многу недоречености во Македонија, многу отворени случаи, многу најави, па би рекол дури и притисоци пред се од американците околу корупцијата и криминалот. И тоа без некакво решение за судството не ќе може да се процесуира понатаму. Тоа значи дека што ќе изгласат како закони, што ќе имаат тие мнозинство во парламентот, што ќе дојдат, какви ќе бидат, за да можат нешто да прават. Не верувам дека на кој било начин ќе прават пошироко консултации едни, други и трети. Ќе се сконцентрираат на власта која имаат. И второ, Боре, не заборави, мислам, на крајот од криштата треба малку и динамично да посматраме ситуацијата и во оваа смисла. Не се во Македонија случени воредни избори за година-две после овие. Особено ако оној што е на власт почувствува дека му оди добро и дека може да го дотолчи противникот. Тогаш, евентуално, ако се случи таква ситуација, со тој вид на евентуално мнозинство што би се имало после такви воредни избори, ќе може да се прават по-драстични, па дури и отстапки. Сега нема шанс. Значи, оваа приказна е заглавена во слепа улица и не гледам начин како ќе се привршиме кај што почнав дека е добро ВМРО ДПМН да се огради од некои пракси на груевизмот, например лустрацијата. Лустрацијата можеше и да биде корисен процес. Во многу источноевропски земји и беше, но кај нас знаеш како се случи. Се елиминираа политички противници. Сега, гледам Греко има препорака да се проверат имотите на политичарите, судиите, обвинителите, нешто што личи на ветинг. Сега, Заев тоа по мене испадна наивен и не го направи како што требаше.
Албанија... Не, Заев, не е дека не е он дека испадна најлош. Он се пазареше со тоа. Европска комисија била против, сега Греко го сугерира тоа. Најголемиот проект во Македонија беше да се уништи СЈО. Тоа беше најголемиот опозицијски и проект од власта со заеднички сили да се избрише СЈО. И тоа да ти кажам со меѓународна помош успеа да го направи. Добро, да се вратам на ова. Сакам да ти кажам, значи не е тоа случајно, дека они не знаеле што е ветинг или како се проверува имот. Не им беше тоа приоритет. Проблемот е ако сега ветингот Мицковски го искористи да во духот на груевизмот спроведува ветинг во судството, односно во судството да се елиминираат политичките непријатели, а не оние кои се навистина корумпирани. Тоа би беше поентата за да се вратам на почетокот на разговорот. Јас не мислам дека е неопходно, Боријан, реформата на судството да биде врзана со корупција на правосудството. Јас мислам дека има многу луѓе кои што не судат по правда, не неопходно заради пари и заради друг тип на интереси. Има таму идеолошки влијанија, има влијанија кои што ти во потекло на имот нема да ги најдеш. Ти едноставно нема да најдеш. Види, јас и ти познаваме луѓе. Јас мислам дека има доста. Не, јас да речеме, мислам дека на многу истакнати, јас знам персонално, да не им ги спомнувам имињата, кои што ќе видиш како живеат некои од нив и какво зло имаат направено за разни процеси, нема да фатиш врската помеѓу, како да кажем, овој тип на голема корупција за да пресуди у некоја смисла. Има тоа секако многу веројатно во одредени случаи. Има. Но да не се грижиш, има таму луѓе кои што не им биле парите, особено не овие пари, ние мислиме дека судиите имаат вили у Монако и дека возат напротив. Најголем дел од нив го нема тоа. Зашо во Албанија? Така што не сум сигурен дека тој принцип е единствениот кој треба да решава за судбината на добро судство во една земја, вклучувајќи и Македонија. Во Албанија со проверката на имотот преку 80% најдоа дека имаат проблем. Да, и останаа без суди. И се заглави правосудството, значи останаа без суди не е па. Не. Останаа со години без суди. Да, последниот извештај на Европската комисија за Албанија е дека веќе застануваат на нозе. И Албанија третира Европската унија како правна држава? Па не сакам да ти кажам, Борја, не сум сигурен дали тоа е повтор од тие глупите препораки на Брисел. Значи ти види, па сега не би се сложил дека тие се многу корисни препораки, сашо прво. Не се согласувам, види, не се согласувам. Тој тип на револуционерни препораки они не може кај себе да ги изборат, кај што им функционираат службите. Значи мора да смислиш реформа која што ќе даде резултат, а да не биде револуција. Освен ако не сакаш револуција да правиш. Добро, некој ќе каже па да, ние сме стигнати веќе за револуција. Затоа ќе гласаме за левица. Така? Оти тоа би било тој тип на политичка револуција во катастрофална насока. Ама дел од луѓето и така размислуваат. Ако сакаш да го реформираш правосудството, тоа не е нешто што може да се направи за еден месец, па дури ни за една власт. Па каква и да е таа власт. А особено што сите власти имаат интерес да не го реформираат судството. Или да го реформираат до ниво кое што може да се представи како дење напред, ама во суштина сите клучни работи да им останат заштитени. Се обидувам да говориме за по-конкретно, да не затоа да се напатив на оваа темата околу препораката на Греко која денеска се појави како наслов. Па добро, сега да привршиме тука негде. Па Борија, не знам дали општо можеме да привршиме овие теми. Ние можеме само така да се договориме за денеска. Види, Борија, знаеш како, навистина е тешко да се предвидат работите и да се најдат квалитетни решенија. Дури и вака, кога немаш никаков интерес да бидеш на власт, да учествуваш во сите тие работи, да имаш амбиции. Знаеш, од страна кога ги гледаш работите, не изгледаат решливи без навистина високо ниво на политичка свест на сите. Бидејќи не сме стигнати до таму и никогаш не сме биле веројатно до таму, бидејќи секоја промена на власт, секое продолжување на одредена власт е со третирање на политичките опоненти како непријатели. Види, Сашо, а тоа не е добриот рецепт. Гледам не сакаш да привршиме со ова издание. Немаме време. Јас би можел да ти зборувам на долго и на широко, например, за преговарачкиот процес на Хрватска во Европската унија. И би можел да ти споделам дека овој тип на, како да ти кажам, цинизам, дефетизам, едно општо незадоволство во Хрватска
беше присутен во едно добри 2-3 години. Малце требаше за да во Хрватска денеска кога ќе одиш, се е поинако. Решливи се работите и види, може сум наивен, но секој дојде на свое место. Знаеш што е проблем? Проблем е што нашите животи минуваат брзо. Нашите животи се, како ти кажам, што вика еден мој пријател во Брајчино, побратиме, ние сме гости на овој свет, на едно кафе сме дојдени. Тоа е проблемот. Инаку дека секој си дојде на свое место, секој дојде Сашо на свое место. Бидејќи ова не може да продолжи вака. Така што и добро е некојаш да поразговараме што преговорите, да видиш какви се отвараат, какви мали вратички кои потоа прават огромни промени во општеството и ако сакаш со задоволство во некое издание на Политиканти ќе ти раскажувам за тоа. Ајде да завршиме оваа епизода на овој high note што го даваш. Немам ништо против. Веќе во суштина ние со сите гости само за тоа и разговараме. Не разговараме ништо друго. Имаме една идеја за гости за петок. Дали не ја споделуваме јавно. Ја кажам која ќе шпицата која ќе ја Милка која ќе удри. Толку за денес. Ви благодариме за ова внимание, се гледаме петочки. Поздрав.